пат на моја промоција. Ама ќе ве молам за уште малку стрпление, затоа што сите гости што се поканети или што рекоа дека ќе дојдат не се дојдени. Само за момент, уште неколку минути, уште некое време, така малку да почекаме за да можеме да ги дочекаме и нив заедно да ја пак. Сепак му давам предност на другите што зедоа време, најдоа време да дојдат, да ми направат чест, затоа што како се вика, Тоше како зборуваше, ве сакам сите, исто и јас така. За кратко ќе започнеме. Сега уживајте во музиката. Значи се потрудивме да организираме, некои работи сами се донесува, значи некои работи сами ми ги понудија, јас со драго срце, со отворена душа ги прифатив, затоа што знаев дека тоа уште повеќе ќе ја збогати во оваа вечер. Ве сакам сите. Како прво, зошто многу? Многу затоа што е автобиографско делото, што ќе се зборува многу повеќе за тоа. И како да сум го видела коренот на моето дрво, затоа што јас се чувствувам како дрво. Се исправувам на сонцето, се хранам од дождот, ама ако не се моите корени, јас нема да успеам ни да се прехранам, нема да успеам ни да се освестам, да ја исправам главата. Поштовани мои гости, веќе ви имаме првиот поздрав од нашата авторка, од нашата драга Марија Црвенковски, која што како внука на дете бегалец не избегана од Македонија, меѓутоа одлучила да живее Виена Кавадарци. Никој не знаеме каде ќе не однесе патот. Уште од малечки викаме дека децата се нашите стрели. Лакот ќе се оттегне, стрелата заминува и секоја стреличка си го наоѓа својот правец, својата насока, а ние како мајки да не ги заобиколиме татковците, ние како родители ќе си пекаме, ќе си жалиме, ќе си тажиме, меѓутоа и ние сме биле и сме нечии деца. Велат дека црквата како црква е дел од небото, од рајот на земјата. А црквата значи народ. И мене ми е многу мило што имаме тука народ. Еден убав народ, едни убави лица кои што ми кажуваат дека се жедни за пишан спорт, дека се жедни за читање, а посебно ми е мило кога читаме редови, мисли, замисли напишани од македонски автори. Кој свете тука се снима. Би сакала да ја отворам и многу повеќе да зборувам за оваа книга, меѓутоа можеби не сум толку компетентна. Само ќе речем дека ја прочитав, дека не останав равнодушна и како што е од првата до последната страна се надзира во секој ред наредна градација, не на немоќ, туку на стремеж за слобода. И не знам и ден денешен ние од кого се браниме, дали од самите себе си, или се уште треба да докажуваме дека постоиме, а постоиме и ќе постоиме. Би сакала оваа книга да ја прочитате сите и повторно да направиме еден ваков собир, за да ги размениме мислите, не тоа што сме го заклучили, затоа што заклучокот веќе е во сите нас, и без да ја прочитате, се надзира и целта, и темата, и пораката на книгата болна, преболна. Една од судбините на многуте деца бегалци, македончиња од Беломорска Македонија, кои што се укотвиле во Вардарска Македонија. Сега може би некој ќе се најде од мајка роден да напише некој ред и за некој од Пиринска Македонија, меѓутоа живи да бидеме па да видиме. Да не должиме многу, Марија се потрудила да направи еден колорит од оваа промоција, да биде испреплетена со збор, со говор, со читање на делови од романот и со музика. Па да ја дадеме сега предност и на музиката, затоа што и кога сме тажни, ја повикуваме музиката.
а Македонија на таа тема тага има премногу музички numери. Може би малку парадоксално, меѓутоа ние креваме раце на зошто си ме мајка, родителка или сестра, брата некој на вечер, кани на вечер и така натаму. Може би малку повеќе се морбидни темите за некој друг дел од светот, ама ние знаеме и на тие теми и колку да се тешки, мрачни, сепак да крениме раце и да се бориме за тоа што значи слобода. Не само слобода на територија, туку слобода и на душата и да си дајме одвет, што викаат нашите стари. Сега би го дала главниот збор на една наша млада музичка звезда, која што направи пробивање со незиното појавување на звездите на Грант, ама си остави белег, се покажа таму како добро вокално музичко остварување на нашето небо и како македонско девојче кое што навистина знае да пее. И повторно една убава тема за почеток на оваа наша промоција во однос на музичките точки. Темата носи наслов "Ако сгрешам, нека изгорам". И повторно го имаме страдањето, патувањето, не на мислата, туку нашето и физичко и мисловно патување некаде разделено отаде океанот и одавде планините. Ако сгрешам, нека изгорам, овој пат во изведба на Милица Ризо Трајков, инаку во сродство со Марија, значи станува збор за една може да се каже уметничка фамилија, која што пишува, која што пее, која што знае да се изрази на повеќе можни начини. Милица, мислам дека доволно зборував, ајде нека те видат нашите гости. Да ја поздравиме се еден аплауз. Ајде, ако сгрешам.
Тоа и за кавадарци мора да признаете каде што е грозјето, каде што е виното, таму е и песната. А бидејќи во виното е вистината, ние ќе кажеме дека сме на вистинското место, во вистинско време. Ако некој одлучи, а секој треба да одлучи да направи едно семејно дрво, тоа го почнува и Марија токму со брисок од далечината, за да ја осознае сегашноста и близината. Ќе кажам дека за еден литерат, без разлика поет, писател или двете нешта во нашиот случај, како што е Марија, треба да го познаваш, треба да го прочиташ неговото дело уште пред да замириса на отпечатена хартија, за да направиш една убава рецензија. Токму тоа во овој случај го направи господјата Вера Самарјанин, која што, еве да ја фалиме, не да ја пофалиме, да ја заблагодариме што еден толку плодотворен уметник со стотина и кусур дела извадени од печат, да му даде така едно убаво нешто на читателската публика, што се вика богатство од пишан збор од македонски јазик. Би ја замолила Вера да ни каже неколку збора, а потоа по желба на Марија и на Вера ќе биде прочитана незината рецензија, за да не испадне тоа дека зборуваме само на празно. Вера, ќе ве замолам, повелете. Добар ден на сите. Јас многу сакам да зборувам, меѓутоа од оправдани причини нема да можам многу денес да зборувам. Книгата на Марија е за протераните деца од Егејска Македонија во Вардарска Македонија. Меѓутоа јас живеев еден период со децата протерани од Егејска Македонија во Нова Горица во Словенија. Татко ми беше првиот учител на децата од Егејска Македонија во Нова Горица во Словенија, така да нешто млад почина татко ми, нешто од него дознав, нешто од мајка ми и најмногу дознав од Марија, каде на 150-та страница негде, сигурно се помеси со уредувањето, и мене ми се сложи од ужасите кои Марија ги има опишано, онака како што дедо и ги раскажа. Еве сега јас се извинувам повеќе, нема да можам да зборувам. Цветанка ќе да прочита рецензијата. Благодарам. Благодарам, Вера. Во целост ќе прочитаме рецензијата, станува збор за навистина дело кое што треба да биде испочитувано барем еднаш да се прочита, верувам дека ќе предизвика внимание и здраво почит за уште еднаш да го поминете. Со оглед на тоа дека станува збор за еден прекрасен вовед, во кој што сите ние се пронаоѓаме како деца, а потоа и завршеток кој што кажува многу за нас како народ. Не селеле, не делеле, и дека нема ни велеле, а сега ракописот на писателката Марија Црвенковски «Врисок од далечината» е едно сведоштво на агресивноста кон нејзиниот и мој народ, кон нашата Македонија за која сите други беа и се уште се глуби. Сите знаеле и отстрана гледале, но никој не им пружил трунка помош, не обранувајќи внимание на нечовечкото однесување на агресорите, за кои само се раскажувало како прават невидени масакри, како што пишува писателката Марија. Првото нивно барање беше пари, второто навредување поред, а најпосле смрт, насилничка, смрт ужасна, смрт нечовечна, смрт маченичка. И вели Црвенковски понатаму, односно така и раскажал нејзиниот дедо Јован. Тој масакар бил организиран од грчкиот митрополит Германос Карангелис. Со тоа започнало етничкото чистење на јужниот дел на Македонија, која и денес и припаѓа на Грција. Се сеќавам на весниците кои ги читавме, каде еден италијански полковник по име Албер, офицер кој многу пати учествувал и во борби и со дивите африкански племиња, тој напишал за убиствата во село Загоричани. Често се случувало да бидат италијанските војници заробени и од африканските племиња и од африканците убиени.
но убиство со таква суровост не видел досега и не може да најде зборови со кои би можел да ги опише тие што тоа злосторство го направиле. Тој со неговиот колега Манери, австријскиот конзул Прохаска и рускиот конзул Кај, кога пристигнале ден-два по злосторството, ги ставеле рацете на лицето, не можејќи да поверуваат во тоа што го гледаат. Обезличени тела, пресечени грклани, избодени очи, распарани гради, исечени раце и нозе и само мал дел од описот на очевидците на тој грозоморен чин. Јас сум замолена од авторката да напишам кратка рецензија за ова дело и искрено морав да застанам негде околу 150-та страница со читањето затоа што ми се слоши. Не дека не знаев од раскажување на други жртви од таа агресија, но се некако го слушав и читав во епизоди, индивидуално, случај по случај. Многу ми се познати и доживувањата од агресија во други војни, измачувањата, малтретирањата на луѓето кои биле криви само затоа што се живи. Но овој ракопис ме натера добро да се замислам. Учевме, читавме и расправавме за зверствата на некои агресори врз други народи, меѓу кои нашиот народ беше жртва во некој, но овие зверства врз само мојот народ, овој екзодус, како да е избришан од историјата на Европа. Тогаш затогаш раселени се, протерани од Егејска Македонија, ни светот и толку. Нема осуда за геноцид на еден народ, на кој не само што е протеран и одземен му е имотот, туку е зверски мачен, ограбуван, а на тие малку што јас не знам како останале таму, му е одземена можноста да се изјаснат како македонци, да зборуваат македонски и да ги негуваат своите обичаи. Забранете и тапанот како музички инструмент. Делото на авторката сами ќе го прочитате, а јас на оваа тема ќе раскажам едно мое доживување, а ги има повеќе, од времето кога зборот Македонија беше забранет да се изговори во Грција, во таа иста Грција која денес ја својатат Македонија на цел глас, а за тоа што било пред 70 и некоја година, па и 70-тите години се случуваше, се глуви. Не можам да се сетам точно на која година тоа беше, негде 70-тите. Јас работев како економист во Љубљана и како успешен работник со неколку мои колеги и колешки. Како награда добивме бесплатна неколкудневна екскурсија до Солун. Јас и покрај сите забрани да одам во Грција од моите родители, решив да одам. Бев млада и сакам да одам. Инаку да појаснам зошто ми беше забрането. Татко ми беше првиот учител на децата од Егејска Македонија во Истра и Нова Горица во Словенија. Ги живееше со децата бегалци сите нивни таги, ги слушаше нивните приказни и тој велеше дека од тој народ таму полоши луѓе нема на светот. Отидовме, а јас бев меѓу колегите единствена која го говорев македонскиот јазик, со кој насекаде се гордеев како со јазикот, така и со Македонија. Имавме драхми, нивни пари, разменето уште во Љубљана, но ги потрошивме. По една вечер се шетав со две колешки, па ме пратија во една продавница да прашам каде може да замениме пари. Сите знаевме дека таму сите зборуваат тајно македонски, што беше вистина. Легов јас во една продавница и продавачката тивко ја прашав. Покрај неја стоеше еден човек. Таа ми рече дека може таа да ни замени пари и тоа го стори. Излегов од продавницата и тргнавме да се прошетаме, беше доцна, за нешто да купиме, па решивме само да прошетаме утредента ќе си купиме по нешто. Застанавме, си купивме сладолед и тогаш едната колешка ни рече дека еден човек не следи. Се разбира дека ние се уплашивме и поидавме кон хотелот. Јас се подзавртив за да видам дали се уште не следи,
И го препознав човекот кој стоеше до продавачката, каде што разменив пари. Кога јас го прашав што сака, тој ми рече: "Ти си наш." Ја отвори кошулата, се заврти да види дали некој има и ми покажа. На градите, големи букви кирилично, пишуваше Македонија. Тетоважа која морал да ја крие од сите, ама ете, мене сакаше да ми покаже дека е од мојот род, од мојот народ. Јас бев млада и ми беше страх да се впуштам во разговор, но денес ми е многу жал. Да имав барем малку храброст да го прашав нешто. Јас само го видов и му реков дека ми е мило што ја сака Македонија и толку. Денес се би дала да можам повторно да го сретнам, но знам дека тоа не е нужно. Секам со ова писание да кажам дека тој ист агресор кој мојот народ маченички го убивал и протерувал, на тие што останале им забранувал изборот Македонија да го изговорат, а денес се горди на присвоената и со крв залеана Македонија. И ќе повторам, за сето тоа се знае и се молчи. Ние сме мала држава, но честна, а тие секогаш ќе бидат агресори, но борба меѓу шути и рогати не е равноправна. А јас сум среќна што ние не сме рогатите, а ќе се најде некој да им ги скрши нив роговите. Вистината ќе излезе на виделина кога тогаш. Инаку делото на писателката "Врисок од далечината" е според мене ремек дело, кое треба да го прочитаат читателите кои ги боли Македонија, неправдите и да знаат дека покрај другите светски војни за кои се зборува, постои една граѓанска војна. Граѓанска е само затоа што локално се војувало од агресор кој ги протера граѓаните од своите вековни огништа само од алчност за имотите кои им се бесправно и крваво одземени, жителите раселени, семејства разделени, и за некој и после толку години не им е познато престојувалиштето или гробовите. Покрај овие грди редови, но вистините, Марија се потрудила да ги запише и обичаите и традицијата на нашите македонци, на нашиот македонски народ, кои го селеа, го делеа и дека го нема велеа, а потоа си го присвоија. Може би некогаш ќе може јавно да се зборува за овие агресори, за ова агресивност, па ќе може и нашите поколенија од овие редови овде, како и од слични ракописи, да ја разберат маката на нашиот напатен македонски народ. Препорачувам ова дело да се издаде, а јас си земам за право оваа рецензија да ја објавам и во моје дело која ја опишува човековата одлика агресивност. На Марија и посакувам уште многу изданија, се надевам порадосни од оваа сторија на незините предци. Вера М. Самарјанин. Морам нешто на сите да ви признам, го прочитав делото. Јас не сум Егејка или Беломорка, меѓутоа моите дечиња се половина беломорчиња, па некаде ако затрепери мојот глас ќе ми извините. Тоа беше рецензијата на нашата Вера. Сакам така фамилиарно сите да ги ословувам, затоа што малку или повеќе се познаваме, се среќаваме на поетски и на други литературни настани. Меѓутоа една убава анализа за делото, за целта, за пораката, за сите тие контури кои што се на едно дело, една перфектна анализа направила професорката доктор Вања Радевска. Се надевам дека ќе ми го пренесете она што вие го дознавте, го осознавте и ќе го споделите со нас. Може би микрофон не ми треба по природа.
Ама се возела. Благодарам, добра вечер. Почитувани, голема чест е да бидеш аналитичар на еден македонски создавач кој со молив сликовито ги оформи своите мисловни операции. Тука е како главна личност коренот на стеблото, на чија гранка стои нашата авторка Марија Црвенковски, дедо Јован. Може требаше подолг период да прочитам, да се соживеам со авторката и после да дадам едно мислење. Нема да повторам што претходниците кажале, бидејќи ќе го прочитате, да го ослика со молив, тоа е голем квалитет. А потоа тука ја наоѓам една од најтешките особености, агресијата. Агресијата како што господјата Вера објасни и како што е опишена од авторката Црвенковски, во напад е многу добро опишен. Меѓутоа, како обстанал дедо Јован? 2 светски војни. Значи, тоа е, он е представник на македонскиот народ. Агресивно, агресијата те напаѓа, граба, зема, пали, се. Меѓутоа, што се случува кај македонскиот народ, кај дедо Јован? Се раѓа една нова сила, одбрамбена, онака како што и кај нас македонците и денеска се раѓа. И тоа е агресија. Меѓутоа, тоа е агресија во одбрана. И секогаш таа агресија победува. Не мора со сила, може со ум, со издржливост. Тука ќе го земам како пример Свети Ѓорги, победоносецот, со ламјата. Ламјата е пресот. Еден ден трпението има граници. Кај Свети Ѓорги, односно македонскиот народ, се раѓа една огромна одбрамбена сила која ќе победи и нормално ќе се брани свое. Како велиме, агресорот ми го зима моето, ама јас не го давам, затоа што е мој. Ќе создадам уште. Јас случајно слушнав една мисла, може би тоа е Коменски, кога рече дека 4-ти пат му ја горат библиотеката и рече горете, палете. Тука е, пак ќе го запишам. И ја создаде, значи, несободлива неговата дидактика. Така и македонскиот народ. Марија тука не опишува само херојството, туку многу добро домакинството. Тогаш нормално развојот си носи свое, како превозни средства со животните, со домакинството во полето, да многу добро и сликовито, оригинално ги има прикажано. Ги има и елементите во домакинството, а многу убав опис има каде ги заштитува не само луѓето, и животните дедо Јован ги заштитува. Тоа е една личност што Марија треба да е многу горда, што е гранка на тој корен. Голема гранка е. Сликите се оригинални, делото е со висок квалитет, јас нема да читам, меѓутоа македонскиот народ, македонецот е во природа со силен и длабок корен. Нашиот корен и мојот корен исто длабок, само мојот е од Крушевскиот крај. Инаку јас сум внука на Крушевчанец 903. Така да доста се соживеев со емоциите кои Марија ги опиша и со дедо Јован.
Јас на Марија во секој случај би го сакала добро здравје, здрав разум Марија и многу успеси во долгиот и среќен животен пат. А ова во името на сите наши од Скопје, еден венец од цвеќе кој од коренот создава ластери, цвеќиња и за долго секавање ќе го подарам на Марија. А воедно на црквата, како еден дом на македонецот, ќе подарам еден икона, а ќе те молам да ја донесеш. Тоа е моја изработка во името на сите. Господ мир и спасение да ни даде на сите. Многу успеси. Ова е мајка со дете, специфична е, ретка икона, изработена е лично од мене на стакло, техника веспа на стакло. Ја подаруваме во име на сите нас, во име на сите македонци, на црквата, за да мир, здравје на сите и здрав разум за сите македонци, каде и да сме. А го молам домарот, ако е тука, да ја прими. Ако не е прими тогаш, ако не е тука, ќе ја подариме Марија, а Марија ќе ја предаде во црква. Мир за Македонија. Го замолувам домарот да дојде тука и да ја прими иконата. Pero, Pero, ајде, Pero. Добро, тогаш се извинувам што ве задржавме толку, сега продолжуваме со програмата. Благодарам Ванџа на госпоѓо Ванџа Радевска, професор, аналитичар, значи пресреќна сум што дојдов до такви личности како што е професор Ванџа Радевска и госпоѓа Вера Масамарјанин. Посебна чест за нив. Не само за нив, него и за вас. Без вас јас не сум ништо. Pero, дојди да ја земеш икона. Сепак да почекаме уште малку. Иконата продолжува по својот пат, а исто така и музиката продолжува. Ја уште малку филм. Да ти помогнем со сталката. Не, ќе видим. Ќе ја спакуваме да... Нека тоа е, да. Дај вам, напере. Каде сте македонците? А јас ќе прашам каде е нашата Милица? Затоа што пред да преминеме на читање на делови од романот, ќе замолам уште еднаш Милица да ни отпее една
песна. Ajde, Milica. Milica doaѓа, Боже, чувај ја од зло. Господ да не чува сите од зло. А Милица е тука, а потоа и ќе ја замолиме Милица не само што убаво пее, туку и да прочита нешто од романот. Нема проблем? Добро. Држам за збор. Представиш Milica. Идиот. Poveri si dekoraci, daj maraci, koji prijatelji svetovi, bi umreli, a sad ti je prekratki, bi umreli, a sad ti je prekratki. Bože, ne mi treba ništa drugo, tu sam životova mera, topla postela, i oči što mi znam. Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, da nema niko svoj, nema niko svoj, Bože, čuvaj ja od zlo. Daj moj sin, pusti da me sada Boga, koji ne giba ljubav tvoja, koji ne giba ljubav tvoja. Bože, ne mi treba ništa drugo, tu životova nema, topla postela i oči što mi znam. Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, da nema niko svoj, nema niko svoj, Bože, čuvaj ja od zlo. Bože, ne mi treba ništa drugo, dok sam životova nebo, topla postela i oči što mi znam. Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, da nema niko svoj. Bože, Bože, angeli od nebo prati, da nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, da nema niko svoj, nema niko svoj, Bože, čuvaj ja od zlo, Bože, čuvaj ja. Ова музичка точка ќе замолам Милица да седи до мене, сакала или не, повели. Преминуваме на читање на делови од романот, па да се запознаеме малку со идејата на Марија, нејзината мисла и она што ја води во животот.
Авторката на овој роман ќе каже: не чекам никогаш на другите, не чекам никогаш на времето. Го живеам животот каков што е сега и во моментот. Не сакам да се вратам кон минатото и се трудам да не се губам во иднината. Минатото не е ништо повеќе од времето што доаѓа. Иднината не е дојдена уште, а животот мој е тука и сега. Значи Марија цврсто стои со нозете на земјата. Уште еден поздрав до Марија, а кој е дедо Јован? Животот секаков живот поминат во многу различни и турбулентни времиња. Турско робство, две балкански војни, како и Првата и Втората светска војна. Секој дел од неговиот живот бил растрган, окован, издрман од различните и многу брзи непредвидени промени. Роден во село Зборско, Воденско во Егејска Македонија, преименувано како Лутраки, кое денес, 2024 година, се наоѓа во Република Грција. Уште од своето рано детство го почувствувал гамшикот на тешката окупација, омраза и поништување на се што било негово. Како секој кој што живеел во тоа време, така и тој се соочувал со дејствувањето на околните доблести на животот. Секој што ќе ја прочита оваа книга во мислите ќе се најде во тоа време и ќе го доживее сето она што го доживеале зборчани и ќе посака да се најде таму и во тој момент. Дали било тоа поминато во среќа, тага или голема трагедија, сепак било дел од неговото секојдневие. Иако неговиот живот бил толку напрегнат и тежок, со големи подигања и падови, сепак тој останал човек до крај. Висок и гордо исправен господин, со сивоплави очи и правилно лице кое го красија густи завиткани мустеки. Косата му беше кратка, кадрава и малку побелена. Секој влакно од неговата коса можеше да го сврти како сака, а на крајот изгледаше како да е од најдобриот фризер Стокмен. Кога ќе започнеше со раскажување, сите се собираа околу него и внимателно го слушаа. Како и секој дедо ќе признаете. Едно од 4 деца, 3 браќа и една сестра на неговите родители кои што ја изоделе својата голгота. Меѓутоа, ако повеќе ви кажеме, нема да ве заголицаме, се скокоткаме да го прочитате делото. Со читање на делче од ова дело ќе продолжи и мојата колешка во овој случај, Милица Ризо. Само да видиме, станува зборчинам за 155 страна, раселувањето, или ако сакаш некој друго делче да прочиташ, нема проблем. Добро, што нема проблем. Една убава книга стои пред нас и пред вас, почитувани, што не само што ќе ве врати во детството, може би кога сте одели на поседок кај бабите и дедовците, каде сте јаделе од оди убави колачиња, печени подвршник од црепна, каде се валело оган на пирустија или триножник, како и да е. Едно убаво временско патување кое што вреди да се прочита, а сигурно дека нема тука да капне по некоја солза, може би ќе има и реки солзи, секој ќе го доживеете и преживеете на свој начин, меѓутоа тоа е дел од нашата историја, од нашата голгота, ама и од нашата гордост, затоа што тоа ни дава дефиниција на пирење. Повеле Милица. Протерување од Зборско. Еден ден, кога се вратив од училиште, го видов чичко Атанас како нешто му шепоти на уво на татко ми. Се поздравија со прегратка и тој си замина. Татко ми зеде една наметка и ги стави сите наши јалишта во неа, а во друга стави за јадење и ми покажа да го следиме.
Нашата стока беше во планината, а кучето Лидо го повика да оди со нас. Ја затвори вратата и со брзи чекори замина, а ние трчејќи го следевме. Го напуштивме селото, а од блиската далечина видовме војска и како некој почна да писка. Никогаш нема да го заборавам тој ковен ден кога ни го окупираа нашето убаво село. Тогаш во тоа време не знаевме што се случува и зошто, ама подоцна кога имав пристап до книги, можев сета наша историја да ја прочитам. Разбрав дека и пред окупацијата на нашето село имало големи колежи на нашето македонско население. По ослободувањето од турската Османлија, нашата држава била во голема опасност, затоа што секој од соседите имал тенденција на неа. Многу ослабена од грабењето на поробувачите, неорганизирано и безумно, секој сакал повторно да не пороби. Ние таму во горните села многу не разбиравме што се случува со нашата татковина, ама тие што живеа во поголемите места и градови доживуваа понижувачки малтретирања од страна на нашите соседи. Одеднаш се промени. Некоја неизвестност се појави во секој дел од нашата татковина. Секој ден бевме конфронтирани со тоа дека не смееме повеќе да зборуваме на македонски домашен јазик. Ни праќаа шпиони кои прислушкуваа како зборуваме. Со еден збор нашиот мир и идила беа преку ноќ разрушен во миг како една куќа од карти. Секогаш времето си го прави своето, па и ние во интерес на времето некако ни се надвиснуваат облачиња. Ќе мора најверојатно да побрзаме. Разделба и средба, што мене ме откорна, мора да кажам. Инаку, разнебитисани како семејство, на една страна децата, на друга мајката. И така натаму голготи од убиства, од ранувања, од нижење на бајонети, новороденчиња, страшилишта, што би рекле ние. Разделба и средба може да се каже дека и доведува до копниот час на мајката, како Божица, што би рекла единственото нешто на кое што може да му се материализира идејата да роди чедо. Толку сакав да го задржам, да биде со мене, да му ја кажам и мојата тајна за саканата. Да ги споделам моите мисли, желби и идеи. Се изгуби во далечината, не гледав повеќе ништо, ни силуета не се црнееше. Се простив од мојот брат. Започнав силно да трчам, да го довикувам и да плачам, ама нив повеќе не ги видов. Се вратив кај мајка ми и во тој момент се чувствував многу бедно. Мислев само на мене, на мојата душа и не гледав колку и нејзе е тешко. Ова беше мајка на тоа дете, а сепак мораше да се прости од него. Проклети да сте што не разделивте, извикав силно. Ја прегрнав мојата мајка и плачев, брешејќи ги нејзините солзи. Колку горчина само имаше во нејзината душа. Сепак бев среќен што е жив брат ми и што успеал да го преживее тој судбоносен ден. Станува збор за постариот брат на дедо Јован, за кој што помислиле дека е мртов, бидејќи кога биле затворени во една штала од грците, тој се разболел, грците го однеле некаде и уштеднаш не го виделе. Ама по многу години, сепак Петар бил жив, така да со дедо Јован си се виделе, си се распознале и се нашле. По многу години ќе се најде мајката со нејзините дечиња. Меѓутоа, од едната страна на границата се нејзините 3 деца, керката и 2 сина, а најмалото со неја. По таа средба, мајката доживува инфаркт и можете да го предпоставите крајот. Ќе завршам со она што го напишала Марија, со нејзината посвета. Романот е посветен
значи врисок од далечината, е на сите луѓе со добра душа, а лоша судбина, за да имаат утеха и надеж, верба во подобро утре. Би ја повикала пак Милица. Милица, каде ми отиде? Во последно време песната е стара многу години, меѓутоа така на сите ни влезе под кожа, па знаеме и да си ја наречеме химна. Би ја замолила Милица уште еднаш да ни се придружи на сцената и музичкиот дел од оваа промоција да го завршиме со заветна. А се надевам дека публиката ќе пее со тебе. Може би ќе фалшираме, ама нема да ни се налутиш. Повели. Добре. Гроб со гроба ќе покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Бегови, бегови,
благодариме и ние, ни беше чест што се запознал непоблиску со овој наш интерпретатор, односно интерпретаторка. Меѓутоа, титулите секогаш се кажуваат во машки род, а исто така, да, благодариме Милица уште еднаш. Може, само, дали може да ја дадеме предност на Марија? Да. Да, може во позадина. Ние сме благодарни и го очекуваме тоа од вас. Марија, ќе те замолам уште еднаш да ни се обратиш и да ни кажеш како тоа дедо Јован, како еден обичен дедо, за секој внук што значи многу те натера да го напишеш овај роман. Сега за крај, иако сум многу емотивно, позитивно, чувствително, воодушевено, прекрасно растреперена во душата, сепак ќе се обидам нешто кратко, ама нема да задржувам многу, нешто кратко да кажам за романот. Романот беше од моето детство уште инспириран. Уште кога јас седев до дедо Јован и кога тој ми раскажуваше каков неговиот живот бил во неговиот прв дом, како било неговото протурување од неговиот дом и како повторно застанал на своји нози и се створил своја фамилија. Фамилија во преку граница, еден скок преку граница, преку планината Тиново и дошле во селото Мајден, Алшар и таму си створиле свој втор дом. Значи, само накратко ќе ви раскажам, за да ви дадам можност да ме сватите и мене и да ви кажам дека секој што ќе го прочита романот ќе ме запозна и мене повеќе, а не само мене, дека ќе се запозна и себе, затоа што во тој роман е и коренот на секој човек. Се надевам дека ќе ви се допадне романот, се надевам дека ќе уживате во читањето, иако понекогаш може и ќе испадне и некоја солза. Како јас, еве, синоќа, го дочитав и последниот лист на романот, ја пишев долги години, прелистував, превртував, напишам и вториот дел, значи преодно првиот дел, а ќе има и трет дел. Вториот е готов, ќе го испечатиме неко. Толку за романот. Сега сакам на сите да ви се благодарам, на моите мили кавадарчанки, на моите писателки, на моите писатели од Кавадарци, на сите писатели од Велес, од Прилеп, од Битола, од Скопје, сите оние кои ми дадоа голема почит, голема чест и дојдоа, иако нашето немилосърдно сонце денес ни даде прилика да можеме да го одржиме овој ден, иако е многу топло, сепак се дојдоа тука и даде почит. Како да кажам и како да ви заблагодарам? Ја мислам дека моето лице го кажува своето. Моето лице кажува колку сум среќна што ве гледам во толку голем број. Значи, има луѓе кои мене од првата промоција ме следат, се со мене и јас сум со нив. Иако некогаш само виртуално, ама ние сме едно. Посебна благодарност давам и на моите промоторка, рецензенка, аналитичарка, на водителката Цветанка Глигорова, која толку многу и успешно ми ја пренесе сета книга, за да можете да ме сватите и мене и да го сватите и ова дело што денес се промовира. Посебна благодарност имам и до Мери Арсовска, која од почетокот е со мене.
од причини што не може да зборува, иначе ќе беше и она дел, и она ќе раскажуваше за тоа што има прекрасен глас.